Драги приятели, вечерва повторно ви постирам 2 видеа. Значи повторно. Ле сум извлечен, во пиджами сум, прелегнување, и онака во инвалидска количка сум. И не сметав дека треба нешто посебно да облекувам да ви се јавам. Сакам природен да ме видите. А навечер кај нас во село не се блича, затоа не сум извлечен. Но, бидејќи сум рус, значи македонско потекло, например, Вов не може да видиш рус или плав, така да не се срамам, брадата не ви се познава, но не ми е целта на ово моје обраќање, мојот изглед. Повеќе ми целта две теми. Едната е Бојан Маричич, кој најверојатно ќе погребе премиерот Зоран Заев, и втората е една интересна емисија, која ја постирам заедно со моето видео инаку на Спутник Србија, емисија на мојот колега, мора да признам многу добар колега, новинар, тоа е Никола Врзич, од кој Васкојсов може многу да научи, ако се потруди да најде некоја негова емисија, може би и дел од новинарската азбука да научи. Значи, Никола Врзич е едно младо момче, извареден новинар, добар аналитичар, буквално доминира со своите соговорници, без разлика дали се тоа доктори, парнични амбасадори и така натаму. Значи, тој е голем новинарски капацитет кој Србија треба да го негува. Значи, и он ми е целта но целта на неговата емисија која ќе видите реалната состојба и што се случува со Русија и остатокот на светот. Прво да почнам со него, поточно со неговата емисија, што е потpuno согласува со моите анализи. Ако ќе видите пострпливи, за да дојдем на темата на Бојан Маричич и премиерот Зоран Заев. Значи, Никола Врзич, реков, исклучително добар новинар, може да се каже и аналитичар, капацитет голем. Во својата емисија во Спутник јасно кажува една работа што е стварно го зборува, дека Русија не е она Русија што Запад ја памти. Русија во моментот доминира, а Путин многу интелигентно се држи на дистанца и со Западот и со Кина. Тука има многу причини, бидејќи е свесен, као иако беше 160 раководител намерно стаја на таа позиција, он дојде на власт во Русија. Мислам, кој 160 раководител на КГБ. Значи, он успеа прво кога дојде, да го врати паришкиот долг, да се разрежи КМФ. Во моментот Русија, кој ќе погледаме колку должи кон ММФ или кон не ММФ, кон странските задолжување, она има повеќе девизни резерви од колку што должи. Значи, во буквален смисол, Русија не должи ништо. Sad да не зборам тука и за нивните природни ресурси, за резервите од злато и така натаму. Но друга е тука приказната која ќе видите во емисијата, Борел кој инаку да е вид министр за надворешни работи на Европската унија, доби голема шлаканица во Русија. Прво, Германија се гледа дека Меркел не е жива, без да кој што сака да зборе. Ја нема во јавност, во нема изјави. Низината двојничка добро се чува во позадина. Значи, во Германија веќе во УЦД избран нов председател на партијата, кој на наредните избори би требало да стане и канцелар на Германија, ако нормално успее партијата на Ангела Меркел да победи. Но зашто се зборува тука во видеото на Спутник, поточно во емисијата на колегата Никола Врзич?
се зборува за една интересна работа, значи уште во времето, тоа кажа од неговите соговорници, на изградата на Северен Сокеде, значи немало толку противење на САД, кој сега, повеќе имало противење на Полска од стравот на повторно сојузничество помеѓу Германија и Русија. Зошто? Они добро паметат дека имаше сојузничество помеѓу СССР и Хитлер, што нормално Хитлер не го испочитува тоа за ненапаѓање. Тие причини Полска беше прва нападната земја. Делумно беше поделена меѓу СССР, тогашен, значи Сталин и Хитлер. И веројатно тоа е стравот на Полска, а Полска губила многу војни со Русија, значи во Воронтарска Русија водела многу и со Киевска Русија, кој Киев бил главен град на Русија, значи сега е Москва, но пред да биде Москва, поради крстоносните војни, кралската палата од Киев е преселена во Петербург, а подоцна во Москва и поточно денеска наречен Кремљ или Кремљ, кој како сака наречете. Но кој што почна со доаѓањето на Путин на власт, се буквално возномува руското владење со светот, бидејќи тоа е најголема земја, рекол дека самиот Сибир е поголем од Европа, значи Русија е поголема дупло од Европа, sad да не збориме за Америка, нормално дека е поголема, и Руската Федерација или Русија, ако сакате кажете, последува 2/3 од природните ресурси во светот. Без дека да се работи за газ, нафта и така натаму. И нормално, кој тоа се заборави да посочува диаманти, Арктикот е буквално нивното е ново ѓалиште. Инаку Германија е премногу зависна од Русија и да не сакаат некој да каже и да сака, па и Европа, поточно од рускиот газ. Во многу мои обраќања кажав дека Германија има намера да се откачи од нуклеарките, особено по оно што се случи во Јапонија со нивната нуклеарка и од термоцентралите кои работат на јаглен. А за тоа е потребен газ, ефтин газ, иако мора да се преземани доста за да прават лице на САД, обвезуваат и течен газ од САД. Погледнете го внимателно за да ми го раскажам, ќе биде појасна слика која е Русија денеска, а која била. Значи не е во Русија од времето на Елцин, ова е Русија обновена. Значи стандардот не е многу бега од западниот стандард, значи не е задолжена. И Русија која знае што сака, која доминира во Европа, тоа почувствува и Борел, кој би се погледнал на Европската Унија, е незваничен министер за надворешни работи, но добишла каница, буквално Русија. Прво добишла каница од Лавров, значи министер за надворешни работи на Русија, која сам кажа да не се меша, а тој отиде чак за малку комично, просто каже се поднасмеа, бараш од Русија, да мислите, да го слободи на воде. Кој е Европска Унија? Пона повеќе немоќен економски, а да не зборувам за воено, бидејќи е дел од НАТО. Она го користи НАТО чадорот. Значи, влегување во Европска Унија подразбира прво влегување во НАТО. Тоа Србија не го радува, али добро се држи. Србија е свесна една работа и Македонија треба да знаеме дека ние никогаш нема да бидеме членка на Европската Унија. Зашто? Европската Унија е пред распад, бидејќи локомотивата на Европската Унија, тоа е Германија, она е со празни џепови. Ово вела во следните причини, бидејќи Германија е трета најзадолжена земја на светот. Значи по САД и Велика Британија, а четврта е Франција. Што зборува? Дека и сам Лавров му укажа на Борел дека ниту Наполеон, нити Хитлер, што има многу појаки војски
од денешен САД, не успеа СССР, значи а Руската Федерација наследник, да ги пороби, а камоли они. Значи, и кажа дека ќе одговорат со иста мера. Интересен, а податок се изнесува во емисијата на колегата Никола Брдич, дека Европската Унија со санкциите што ги воведе на Русија имаат исти негативни економски последици над 70 милиарди, како и Русија. Но за Русија тоа не е толку страшно, бидејќи она поседува и се врати кон Кина. Но се врати многу внимателно. Зошто? Бидејќи Кина седи на две столчини, исто како председател Вучич во Србија, да се разбереме, но на него му се јасно кажа дека не сме да отстапи од резолуцијата 1244. Тоа значи не сме ни да помисли на подела на Косово, нити на размена на територии. Бидејќи на Руската Федерација, поточно на нивниот председател господин Владимир Путин, има стајно шепа, значи мечката ја стави шепата врз Балканот, поточно врз Србија и Македонија, но главната цел му е Македонија. Ви тврдам дека не случајно, кој аналитичар зборува, моите анализите го зборуваат, не случајно Солунското пристаниште го зема Русија и моите анализи зборуваат дека Путин токму поради Македонија, поточно овој дел, ќе го спои со Егејскиот дел. Не случајно е и даде изјавата својен македонски град, но тука е кај него и инатот, што, например, Грција не ја содаде Русија, не учествуваше, него Франција и Велика Британија. А и ќе погледнете кој добро изслушате видеото на колегата Никола Брдич, дека најголемиот непријател на Русија е токму Велика Британија. Она ќе го јаде најголемиот САД. Значи со САД со она владе, кралицата владе со САД. Ја не знам колку ви познато дека, например, кралицата на Велика Британија го инвестираше проектот Харп во САД. И така натаму. Значи, по нези налог и Трамп му се намеси на овие украдени, да кажем, избори, бидејќи ни одговараше. Он не покара никаков почит кон англиската или британската кралица, поточно кажем. Но сега да поминеме на темава, значи да оставиме Русија, да не кажете дека сум руски ориентирани, што јас сам објективен, гледам оно што е. Само пред да поминам на темава што е во наслов, би сакал да ви кажам на работа. Значи, партија која прва ќе се врзе со Русија, ќе владае следните 20 години со Македонија, тој исто важи и за Србија. Но за жал, и таму, и нивниот лидер, и нашиот, не смеат на тоа да помислат, тоа е факт. Зошто го велам тоа? Бидејќи Русија не да успомне веќе војна сила, голема, значи, едно 70 години е пред САД, зборувам, поради хиперсоничност или хиперзвучно оружје, тоа се ракетите со смарт, авангард, потоа нивните торпеда и така натаму. Но, да не зборувам за тоа сега, тоа самите ќе увидите ден. Значи, голема грешка на Македонија уопште што влезе во НАТО. Но тоа Русија го дозволи од други причини. Бидејќи не беше подготвена уште да действува, а веќе почнува полека. Кој што се однесува за Грција, сега нивниот композитор пред 3 години, кој беше оној голем собер во Солун, кажа на Грција и предстои судбината на Сафрен, значи распад. Значи човекот интелигентно е согледал едината. Сега да поминам на оно што многу, најмногу веќе веројатно ме интересира, а ово би требало посебно го слуша премиерот Зоран Заев, така да знае дека
Zoran Maričić, неговият министър за правда, му е наместен како контролор. Ако добро погледнете Википедијата за Зоран Марčić, која не му е одобрена, он е со правен факултет, но тука се спомна Холандија кој спонзори на неговото учење, магистрирање, потоа Велика Британија, значи играч на Велика Британија, а знаеме, пример Зоран знае дека дојде со помош на Западот, со шарената револуција, и Зоран Марčić во моментот како министар за правда му е поставен како координатор или страж. Он тие причини веројатно нема да смее да го смени, но ако не го смени, во прашање ќе биде неговата глава. Да не ме разбере погрешно, бидејќи он веќе губи поддршката од Западот, а изјавите на Зоран Марčić и потпишувањето дека забранет зборот Македонија, буквално е шлаканица на неговиот газда или премиер, иако не знам колку е премиер, бидејќи има врзан потпис, Зоран Заев. Значи, он ако не се ослободи од него многу брзо, прво ќе изгуби поддршката од македонскиот народ, ќе зголеми гневот на македонскиот народ, затоа треба да се помисли. Тоа работа, што ги поврзува овие две личности. На Зоран Марčić, сопругата му е Вајка. Знаеме дека примерот има влашко потекло, баба му е ромкиња, но сепак има влашко и од Моско поле. Значи, во СДСМ влашкото оби од Моско поле, во умора со Егејскиот дел. Што е тука проблемот? Зоран Марčić е роден во Скопје, некој вика од Косово, не. Дали е србин, големо прашање, по физиономијата, се гледа или е влав, или има ромско потекло. Тоа го зборат моите анализи, но најдобро се знае, но не е србин сигурно. Иако интересна работа, Зоран е многу учествува и кај властите, и кај ромите. Само погрешно да не ме разберат, Зоран Џиџич исто беше со влашко ромско потекло. Пример ги кажувам, инаку премиерот, ја му советувам, најдобро е на Конгресот да се повлече од политика и се обрне внимание на неговата неговиот бизнис, особено на неговата безбедност, бидејќи ќе му убеди за неговата тат, токму тие што го поставиле, но нема они. Сигурно да дојдат кој што отидо кај Зоран Џиџич, кај што Никола Брзич, што го спомнав, и издаде книгата Трети метак или Третиот куршум, каде кажува дека од Велика Британија дошол снайпериста и го испукал тој третиот куршум. Значи му советувам да се ослободи, а на ово мора да помене и советувам напокон да се најдат македонец ако сака да дадат на власт. А 28 март, што се планира вореден конгрес, тоа е само расипување на ВМРО ДПМН и одработка антимакедонска. Иако до сега ВМРО ДПМН факт е дека немаше македонец етнички лидер, но сепак до некаде ја држеше македонската линија, значи властите на Егејскиот Македон сепак покажа некој патриотизам, да кажеме, но не цело се, но сепак повеќе од властите од Моско поле. Тоа не е проблем, но без разлика на која влашко лоби се работи, ја и си многу капаат, се држат меѓу себе, за разлика од нас македонците, кога двајца ќе седеме на власта, не знаеш кој кого кодаш. Значи да не ме разбират погрешно, а на Васко Ецов, не може да го наречам на мене, бидејќи економиста, он е за мен кафански му обечија, го советувам да погледна добро емисијата и да побари други емисии на Никола Брзич, може би нешто ќе научи од новинарската азбука.
Драги приятели, ви посакувам добра ноќ, убав сон и со Бога напред. Со затворот на содо да обстане и ќе обстане.